Почитувани гледачи, го продолжуваме и вториот дел на емисијата Неделен микс. Фантастични гости имам во студио и уште поубава тема. Имено неодамна во театарот Куманово беше премиерно изведена представата Калигула по текст на Албер Ками, ново режија на Ѓорги Ризески. Дел од актерската екипа, поточени од главните актери, односно улоги кои што ги имаат во оваа представа, ми се токму денеска во студио, Владанка Крстевски и Марко Трајковиќ. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме и благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Пред се вака честитки за успешната представа и од она што можевме да го видиме, навистина спектакл на сцена се случуваше на во Кумановскиот театар, представата Калигула. И еве за почеток, какви се вашите некои први импресии, еве непосредно пред самата премиера? Еве од Владанка ќе почнеме. Како дама? Пред се сакам да кажам дека се уште не ми се верува дека заврши, зашто некако и по завршувањето на представата ваков тип на представи продолжуваат да живеат кај актерите и се чека следната изведба. Уште не ми е верно дека го направивме тоа што го направивме и ми се докажа дека сложната енергија, визијата и желбата за континуиран раст на одредено дело е доказ за добра представа и дека може да се направи добра представа ако екипата сака тоа да се случи. Во нашиот случај имавме одлична екипа, одлични глумци, одличен Калигула, кој што беше супер партнер цело време на сцена, бидејќи како актер, особено кога некој игра главна улога, за нас останатите е многу важно тој да ја води целата таа енергија и да знаеш, да имаш сигурност. Јас можам да кажам дека бев 200% сигурна во се што правеше Марко на сцена и представата е тоа што е најмногу заради него. Марко, еве најбој твои колегите фалат, но исто така и публиката, бидејќи и критиката, веќе само позитивни коментари се читаат, се слушаат и од публиката, но како што кажав и од критичарите, така што еве честитки и Владанка за тебе, но исто така Марко и за тебе како главната улога нели ја толкуваш на Калигула и рече претходно кога се договаравме за ова интервју дека историски лик е Калигула кој што тебе ти е еден од омилените. Па ако не е омилениот. Калигула е доста специфичен лик историски гледано. Нели бил владател на Римското царство, но бил доста ексцентричен, да кажам голем деспот. Станува синоним за тиранија. Да. Значи денеска 2000 години подоцна се уште го зборуваме, еве го поставуваме на сцена. Сега добро, Ками има писателска слобода. Калигула на Ками и историскиот Калигула се две различни личности. Сепак да, тој целиот материјал си го црпи од историјата. И ние го толкуваме на еден сосема трет начин. Значи, остануваме верни на историскиот Калигула и на голем дел од неговиот живот и неговото владење, а исто така го почитуваме и оригиналниот текст на Ками, кој е така, сите знаеме како твори Ками, малку со по-екзистенцијални теми, тоа е еден тежок период, сите драми на Ками се така малку по-филозофски, по-мрачни. Но нашиот Калигула е нешто сосема трето, се разбира, инспириран и од историјата и од Ками. И интересно е што во самиот процес, отварајќи ги и ние како актери екзистенцијалните проблеми кои што ги наоѓавме во текстот, гледаме дека во општеството континуирано, без разлика каде се движиме и како се движиме, проблемите се исти. И многу беше интересно на делот пробите дека па ова и сега и кај нас се случува, ова може повторно да се случи. Значи, историјата се повторува, но вакви ликови како Калигула се уште не е. Да, фасцинантно е како актуелни теми се уште имаме и ден денес, како што спомнавте, а еве на почетокот некако се види и вашата енергија. Ви пар сте во самата представа, но генерално колку сте задоволни од целиот тим. И ми се чини дека всушност и публиката гледа кога меѓу актерите има убава енергија. Јас сакам да кажам за театарот во Куманово дека навистина сме тим посветени актери, млади, кои што работат континуирани, кои што се трудат да прават секакви представи. Значи, без разлика за тоа која е темата, ние се трудиме да дадеме максимум и да создадеме нешто за публиката, бидејќи, да бидеме искрени, кумановската публика не е толку лесна. Значи, тие се врвни критичари, знаат многу добро што е тоа театар. И традиција имате. И традиција имаме на веќе 75 години постои Кумановскиот театар. Така што овдека само се потенцираше нашата слога.
и излезе тоа, ја префрли рампата на некој начин кон публиката и ги имаме коментарите што ги имаме. Апсолутно. Без целиот тим Калигула немаше да биде возможно. Така, а режисерот Ѓорги Ризевски во негов препознат стил исто така сето тоа го вклопи да изгледа драматично со различни бои на сцена. Каква беше соработката со Ризевски, Марко? Целата идеја за Калигула како процес и како представа да се постави ми дојде пред 5 години. И додека си бркав режисери со кои што можам да си ја исполнам визијата да си го одиграм Калигула, навистина сметав уште тогаш дека ќе ми бидне животна улога. Една година подосна го запознав Ѓорѓи Ризевски кој дојде да режира кај нас во Кумановскиот театар. Од тогаш заедно работевме 4 представи со Ризевски, ама се работевме со цел со Ѓорѓи комуникацијата да ни стане, значи дури до степен на невербална на сцена, кога сме да ме погледне, да знам што сака да ми каже, да одам до гримиорна, не знам да разговарам со двајца колеги во врска со сцената што тој сака да ја режира. Да. И затоа со Ѓорѓи заредивме неколку представи. Поред за да стигнеме до нашиот Калигула, каде што убава приказна измеѓу мене и Ѓорѓи, затоа што и двајцата се сретавме во еден многу сличен период од животот, каде што тој расте како режисер, јас растам како актер, растеме приватно и професионално. И стигнавме до Калигула сите фикс идеи што ми никогаш нашиот мајндсет за Калигула не беше ова не може да се изведе. Секогаш беше како ова може ние да го изведеме. Значи не постоеше во нашиот вокабулар додека работевме. 3 дена пред почеток на самиот процес бевме во Рим. Со Ѓорѓи се прошетавме малку по улиците каде што и Калигула шетал. На жал не можевме да најдеме некоја статуа од Калигула затоа што сите се тргнати веднаш по неговото владење. Римјаните не име точка на гордост. Воопшто Калигула, но за нас како искуство беше прекрасно. И снимивме и доста филмски материјал во Рим, затоа што се направи филм во иднина? Се прави филм. Се прави. Повеќето од филмот е сниман, можам да кажам дека 90% е сниман. Од целиот процес Калигула, како дојдовме до самиот лик и до самата представа, филмот ќе биде во режија на Емил Пачковски. И ќе се вика Becoming Калигула, каде што е опфатена мојата животна приказна и спојката со Калигула и ова што го извадивме. Значи, филмот веќе го снимавме, затоа што снимаме без буџет, на свој ризик, од свој джеб, што се вика, снимавме во Србија, снимавме во Рим. Од љубов. Да, од љубов. Целиот процес е исто така документиран, имаме стотици часови материјали. Да, сите проби беа снимани. Тоа е фасцинантно, ќе ви остане за секогаш и на нас гледачите. И сите тие спонтани моменти што се смеевме, некои работи кои што не можат да се да се дораскажат, и капења со ладни води, и експериментирања со, не знам, да се најде идеалната крв на сцена. Па, тоа е документирано. Уникатно, значи. Па и она позади сцена или на публиката е најинтересно. Сака да го видиш што се случувало позади сцена. Буквално ќе може да се види она што значи еден процес за една ваква представа, бидејќи пак ќе кажам необично беше да се постави едно вакво дело во театарот, зборувам и од технички аспект, не зборувам само од актерски. Представата е захтевна во поглед на техничките перформанси. Нашата зграда е стара и срушена. Да, ние моментално сме во Центарот за култура Трајко Прокопиев, а нашиот театар е во изградба. Но без оглед на тоа и да беше театарот во функција, ги нема капацитетите на модерните театри и можноста да ги имаш сите услови за да создадеш нешто вакво. Ние ги создадовме. Ние направивме на нашата сцена наши услови и направивме се она што може да се направи. Ротација? Има ротација. Поделена сцена? Има поделена сцена. Ке виси на чига актер? Ке виси на чига актер. И ке висеше на сцена. Кажи ми како беше чувството да се искрено, тој дел, јас сум човек што многу се плаши од висина, приватно. И за мене Калигула е особено драг процес и особено драга представа, бидејќи јас срушив некоја бариера во себе.
Јас имав конфликт со себе си, сите тие проби кога бевме на маса и кога се збореше, тука Владанка добро лета нагоре, викам луѓе како лета Владанка нагоре, чекајте малку кај ќе летам, нема шанси. Не, се ќе се среди и Марче со очите, ќе биде се добро, знаеш, викам Марко, тебе ти верувам, значи немам проблем. Прв на чигата летнав јас. Да, прв. Да ја покажам дека е безбедно. Дека може. И дека Калигула е сила. Безбедно е. Се тоа е безбедно, испитано, добро, се е како што треба, но стравот кај мене како Владанка, не зборам како ликот, нормално дека постои, особено кога имаме фобија од нешто такво. Премногу сум горда што им дозволив, што пораснав и што им допуштив целосно да се препуштам и на партнерот и на режисерот, дека ќе биде се окей. Имав ме и проба. На техниката. И на техниката, да. Особено сум благодарна на техниката, бидејќи нашите чиги не се електрични, не се на дугме. Тоа се луѓе кои што на раце ги маневрираат чигите. Значи, јас имам огромна доверба во професионалноста на луѓето кои што работат. И тоа ми докажа дека нашиот театар, без разлика на тоа во какви услови работиме, може да направи се само и само заради луѓето кои што работат во него. На крај на денот џабе ни се згради и џабе ни е се ако ние внатре не создаваме. И Калигула го покажа тоа дека ние можеме и треба да правиме представи кои што менуваат работи. Менуваат работи лично кај нас. Јас знам дека ликот на Цезонија мене ме порасна како жена, како човек кој што сега малку поинаку гледа на работите во светот, како актер. Како се подготвуваше за твојот лик? Мислам во смисла, ете речеме промени, од кој аспект? Ми промени погледи кон светот. Значи, Цезонија е жена на император кој што не е баш толку пријатен за гледање. Спие со човек кој што дневно убива 200 луѓе, можеби. И она му е посветена и го сака и го прифаќа тоа само заради тоа што е ставена во дадена ситуација. И сега, колку често ние како личности сме ставени во одредени ситуации, не викаме не. Не го продолжуваме така. Освестуваме некои работи во себе, кои што ги правиме во континуитет градејќи било кој лик. Затоа Цезонија, освен што ми го сруши стравот од летање, ми помогна и да пораснам како актер, како човек, како партнер на сцена, да научам нешто од моите колеги, дека треба безрезервно да се биде тука во било кој процес. И јас посакувам да имаме уште многу вакви представи. Јас и Марко многу често сме си партнери на сцена и се надевам дека тоа ќе продолжи и во иднина. Така. Марко, Калигула како лик е многу сега да ќе употребен збор захтевен, значи многу бара секаква спремност, и физичка, ментална, од секој аспект. Од секој аспект, физичка, психичка и емотивна спремност дефинитивно. Да. И сега кажи ли ти за твојот однос кон твојата улога? Како што кажав, пред 5 години од првичната идеја, од прв пат кога дојдов во средба со текстот, кога го прочитав, кога нешто одзвони во мене, ми кажа, ова е, друже, за тебе, тука можеш да дадеш се што имаш да дадеш, што мислиш дека имаш да дадеш на публиката, а и на себе. Тогаш почнаа тие психички и емотивни припреми за играње на самиот лик, истражувањето, кој бил, што му се има случајно, како функционира таков човек, зошто го правел тоа што го правел и така натаму. А физичкиот тренинг за самиот лик ми започна 11 јули 2024, значи 11 месеци пред премиерата, со ригорозни тренинзи, промена на диета. Да, сериозно влезе Марко. Да, и мислам дека имам апсолутна телесна трансформација за што се... Само одлично изгледаш според фотографиите, баш како император. Но да се издржи тоа, повеќе психичкото да се издржи, мислам дека... И мислам дека да не почнав со таа физичка припрема за Калигула, немаше да го издржам ова што ние им го представуваме сега на гледачите. И Калигула како представа и како лик за играње, мислам дека можам до 3 пати месечно максимум да го играм на сцена. Повеќе буквално има парчиња месо од мене не достигаат, што се веќе вградени во самата сценографија, и крв, и пот, и не знам што се не. Жртвата е и физичка, и психичка, и емотивна, како што кажа. Но еве малку и за Калигула како лик.
тој односно вашиот Калигула е буквално слободен човек, односно уметник, единствениот слободен човек, така го представува. Единствениот, да, и некако во некои ситуации удира со главата во зид и го руши тој зид, нели? Како ете вашиот Калигула некако да го доближиме до самите гледачи, кажуваме дека бил император, па кажавме како Ками го представил и дека повеќе се фокусира на екзистенцијалното, но ева конкретно Калигула Марко Трајковиќ. Калигула се зависи од кој аспект. Дали само негативното го гледаме или позитивното, бидејќи овие се позитивни некои карактеристики, да сака човек слобода. На крајот на денот нашиот Калигула е љубовно приказна. Тоа сакав да кажам. Значи, сите војни, сите промени, сите падови, целиот свет се темели на едно нешто, љубов. И нашиот Калигула се прави заради губење на љубовта. Поточно за губење на љубовта и дали можеш да ја вратиш истата кога еднаш е веќе изгубен. Тоа е многу дискутабилно. Тоа е устави борбата на Калигула. Се обидува да го прави цела представа кај нас. Нашиот Калигула и генерално онака како ние го доживеевме Калигула е дали може да се врати љубовта, дали може да го најдеме она што веќе не може да се најде, без разлика што нашата љубов заминала во земјата каде што не се вратил ниту еден патник. И како ние сега, како да продолжи да живее еден император кој што треба да носи одлуки, кој што треба да се грижи за државната каса, кој што треба да се грижи за една империја, како тој човек може да продолжи во еден систем каде што вредностите се извртени, испреплетени, каде што се гледа дека патрициите и сите останати крадат. Како тој Калигула кој што е нежен, сака, знае поезија, уметност, што прави тој Калигула? Тој Калигула доаѓа со буквално кај нас се појавува со 20 кеси крв и решава овој систем не функционира и дека не може да се задоволи од светот каков што е моментално и нашиот Калигула дава се од себе да го промени. Теми кои што, како што спомнавме, се многу актуелни и многу други писатели, поети и ден денес ги третираат овие теми, не само во минатото. Љубовта е непресушен извор, сушност. Е непресушен извор, ама едно е да се заљуби, не знам, Митре од село Конјско Охридско и друго е да се заљуби, не знам, Доналд Трамп. Така, мислам, во поглед на какви животи водат тие едни со други. Во времето кога Калигула станува император на Рим, Рим е најголемата светска сила. Значи, тоа е империја која се протега на 3 континента. Он не смее да биде заљубен. Калигула, кога да биде нежен, да биде емотивен. Не, може да биде нежен, може да биде емотивен, ама во исто време е најмоćниот човек во светот. Ако тој не може да го постигне невозможното, кој може? Ако тој не може да врати љубов или невиност, или не знам што, кој може? Затоа Калигула удира со главата во зид. Да. Како љуби еден император и како љуби еден обичен човек, како што сме ние. Ако ти ја изгубиш љубовта, можеш како обичен човек да се помириш со тоа, да кажеш окей, замина, почина, не е тука, не е повеќе со нас. Да, ма ти немаш моќ. Ти немаш моќ и мислам, мозокот ти функционира така дека едноставно окей, тоа е тоа, ќе плачеш, ќе молиш, ќе се затвараш во соба, се. Помине, да. Но кога еден моćник, кога еден император сваќа дека како може он да изгуби љубовта? Како може јас што имам се во животот да немам љубов? Че имам злато, имам пари, имам се, немам љубов. А тоа не се купува со пари? А тоа не се купува. Значи, многу е интересна темата на нашиот Калигула и јас се надевам дека замислува луѓе во публиката за да ги разработиме малку и тие важни прашања и мислам дека се заминуваат и со прашања околу љубовта, животот, смислата. Најдрагоцено за вас актерите да потоа зборуваме за представата, ние гледачите, да нели дискутираме, да не замисли. Како ја доживеал секој представата, од најразлични коментари имаме луѓе. Какви се вашите вака први импресии од публиката, од вашите најблиски, од пријателите? Најразлични. Некои доаѓаат луѓе кои што се така со смисла за црн хумор, што сакаат да гледаат црни комедии, доаѓаат. Тоа е Ѓорги Ризески реално. Тој секогаш метнува во неговите представи, нели? Доаѓаат луѓе и велат: "Леле, ова е една од најубавите црни комедии што ги имаме гледано." Добро, доаѓа некој друг што е малку по-разнежнет по природа така
емотивните сцени со танцот, играта со светло, тие леле, луѓе, јас плачев, не знам што, се ежев, размислува за љубов, за не знам што, како, на колку нежен начин е тоа представено. Доаѓаат трети луѓе кои гледаат, не знам, во представата навистина имаме не е само актерскиот израз, имаме танчери, значи имаме танц, голем тим сте, да, колку што успев да видам, баш те голем тим. Имаме пеење, имаме рецитирање, имаме по нешто за сечи вкус. Во представата во еден момент ја гледаш најголемата комедија, во другиот момент најбруталната трагедија која што можеш да ја замислиш. Еден ролер костер. Да. Ролер костер е мал збор. Костимите се одлични. Костимот е на Калигула, фустанот на Владанка и во тој поглед многу си имате како тим потрудено. Па да, представата си има сценограф, костимограф, дури музиката е оригинална, значи не е користена изборна музика, а Алмир Байрамски. Значи имаме целосно уметничко дело. Значи станува збор за представа во која што навистина се вметнати професионалци и секој си го има сработено до крај својот дел, својот сегмент. Одлично. И ете, како сама тема Калигула спомнавме, нешто што дефинитивно вреди да се види. Да, кој не ја гледал, да дојде да ја гледа. Видите, навистина ние уживаме додека ја играме, местата се ограничени, бидејќи самата представа е камерна, се игра на сцена и публиката на некој начин е дел од целата таа атмосфера и е многу близко представата е голема, но е за мала сцена. Да. Голема представа на мала сцена. На мала сцена и имаат можност да ја видат 50-60 50 до 60 луѓе. И поблиску да ја доживеат. И мислам дека тоа уште повеќе додава на доживувањето. Да, дава ефект, бидејќи некако кога театарот ќе го ставиш тука пред луѓето, ја нема онаа елитистичка дистанца од актерите се горе на сцена, а публиката е во сместена удобно нели да. Да, тука се случува пред нив, па може малку ќе ги капне и крв. Како ова звучи, по секој случај треба да се види. Тоа се пере, не е ништо страшно. И врисоците на Владанка кога ја креваме на чига се многу поинтересни да ги гледаш од метар отколку од цело гледалиште од последен ред. А Марко, колку што видов, имаше леки ставено. Да. И тоа уште пострашно делува. Прв пат кога го видов, значи вака влагам на проба, значи, ми требаше време да испроцесирам дека се лети. Јас помислив, стварно помислив, викам, да не е болен. Буквално, што му се случува, знаеш? Пожолтеле очите. Не, моментално викам, леќе су. Добра. Значи, можевме разговорот и на Кумановски да го водиме. Да, може. Ама добро, ете. Јас секогаш мешам, зашто што е многу нормално, мислам. Да. Нашите диалекти се богатство, буквално така што и треба да си ги негуваме. Дали имаше нешто што не ве прашав? А што е важно да го кажете на гледачите или ве поканете ги вашите гледачи да... Тоа дефинитивно дека ги каниме сите гледачи да дојдат цела Македонија да ја погледнат Калигула, а и насловот сам по себе Калигула, скоро да нема човек кој не знае да не слушнал за Калигула, насловот сам по себе е реклама и веќе каде и да се спрема во, не знам, во Долно Дупени да се спрема да чуеш има Калигула, одмак е. Па веднаш ќе покажеш некаков интерес дали да се оди до таму да се погледне тоа што имаат направено. Како имаат направено. А добро, Куманово е секогаш град кој што ете освен да се оде во театар, може да се оди и во кафана, и во кафичи. Имаме. Гостопримливи сте секогаш, друштвени сте. Во кино не можете да одите во Куманово затоа што нема кино, ама на сите тие други места можете. Да се направи. Имаме представи, имаме екипа, правиме, значи во центарот. Да ги спомнеме останатите актери, голем тим сте. Голем тим сме, колку сме на број не знам, ама имаме и гости, да, млади актери. Тоа се Никола Милошевски и Илин Јовановски како гости што ни учествуваат, Луна Марјановиќ Керками како театарско деби. И како театарско дете. Театарско дете, пораснато во театарот. Ги имаме гостите од Dance Team Fusion, танчерките Ева Пауновиќ и Јована Таневска, а останатите се дел на ансамблот на Кумановскиот театар. Тоа се Кети Дончевски Илиќ, Давид Илиќ, Владо Дојчиновски, покрај мене тебе уште кој има? Анастасија, сега е Трајковиќ. Анастасија Трајковиќ. Исто презиме делиме од пред недела дена затоа што стана жена на брат ми. Честитки. Да, и прв пат се пишува и на плакатот како Трајковиќ. И што значи еве и снашка ми и керка ми се во представата.
Да, и фамилиарно, семејно. Жарко Јовановиќ. И Жарко Така, Јовановиќ, да. Тие сме. У суштина, убава екипа, убав процес и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви представи. Ама понатаму, за скоро не. Мислам, да, сега малку пауза, сега веќе само Сега што се играни или доаѓаме од проба? проба. Сега Калигула да си го играме. Да, ама и продолживме да работиме. Сега буквално се враќаме од проба. Значи, само што завршивме со проба и дојдовме навака. Така што Конкретно за Калигула проба? Не, за друга представа. Да, јас мислам да кажам дека работиме во континуитет, нема пауза кај нас. 3 дена по премиерата почнавме нова. Со нова представа. Браво. Сакав чисто на кратко ете пред крајот да позборуваме и за ова нова генерација актери. Мислам нова, над 30 години во секој случај, но Тие сме. Да, тие сме. Еве, тука сме генерацијски сите. Во секој случај, веќе оставате белег на театарската култура и сцена. Не само во Куманово, туку и генерално во Македонија. И тоа навистина за почит. Па, мислам дека веќе е време. Значи, истото ќе го кажа. Време е. Мислам, 30 години не се малку. Ние завршивме академија 2014, Марко 2014, јас 2015, бидејќи јас сум една година помала од Марко, ама колеги бевме на факултет. И навистина време е. Кога да се ако почне не со белег? сега? Значи време е и време е да земаме поголеми улоги. Време е да играме повеќе, за да учиме. Бидејќи навистина треба да си константно на сцена за да учиш. Јас кога велам ме созреа сезонија, ме созреа фактот дека јас прв пат имав ваква улога на сцена, сериозна, императорка. Ама Данка, ти имаш гумане во други представи? Да, имам, нормално, но тежината. секоја улога си носи своја тежина. И секоја улога различно не формира и ни дава нели компас на кај ќе се движиме. Јас се надевам дека имаме многу вакви веќе младите некако да играат главни носечки улоги. И еве, тоа и се случува веќе. И во сите театри, не само во нашиот. Генерално во сите театри веќе нашата генерација некако се случува на нормална смена на генерација. Така е. А најважно што имаме квалитетни актерски имиња како што сте вие и секако режисерски имиња кои што и вас ве потикнуваат со приказните и ете нема поубаво нешто кога токму ликовите кои што секогаш сте сакале да ги играте, имате можност сега да ги играте. Ви благодарам многу за разговорот, ми беше задоволство. Задоволството е наше, благодарам многу на поканата. И секако продолжете и понатака со вашата успешна работа во Кумановскиот театар. Почитувани гледачи, погледнете и вие представата Калигула во театарот Куманово. А тука полека го завршуваме и ова издание на неделниот микс. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако до следниот викенд. Довидување.